Недела 26 март во 2 часот Македонија ќе премине на летното сметање на времето. Тогаш стрелките на часовникот треба да се поместат 1 час нанапред и наместо 2 да означуваат 3 часот. За разлика од зимското време, кое реално и вистинско летно време е административно или указно. Истото ќе се врши во недела на 29 октомври во 3 часот по полноќ, кога повторно ќе се премине на зимско, реално време. Летното или уште како што го нарекуваат мандатно, договорено или указно време представува административно поместување на службеното време заради економската заштеда, политички, безбедносни, спортско-рекреативни, здравствени или други причини. Тоа значи дека поместувањето на времето не е последица на некоја природна појава, туку е административен указ. Инаку летното сметање на времето кај нас е воведено со прописите на поранешна Југославија, 1983 година. На почетокот, летното време траело од последната недела на март до последната недела на септември, а од 1996 година е поместено да трае до последната недела на октомври. Во Македонија не се вршени детални истражувања за влијанието на летното време врз животот на луѓето. Сепак, според наши согледувања, со оглед на географската положба, и тоа дека има позитивен ефект, бидејќи оптимално се искористуваат утринските, послабо осончените и постудени часови се смета за попладневните посончени и потопли часови, кои се користат за слободно рекреативни забавни активности. Овој ефект е изразен и врз здравјето и позитивното расположение. Според тоа, во недела ќе спиеме 1 час помалку, но затоа пак ќе уживаме во долгите попладневи сончеви денови, се до повторно преминување на зимското време.